Оваа табла наскоро ќе ја снема. Со тоа ќе снема и една од причините што Грција ги искористи како аргумент за ветото во 2008 во Букурешт. Ништо победно и по-мизерно нема, зашто се менува нечие име што постои со векови. Тоа треба потитно да се промени. Александар не е наш, него бил за цела област. Оде направила држава Киро Глигоров и тако треба да се Браво, вика. така е, сакав. Не ми се допаѓа толку, можам да кажам. До пред 11 години овој аеродром се викаше Петровец. На 6 декември 2006 тогашниот прв човек на јавното аеродромско предпријатие Зоран Крстевски објави дека е донесена одлука новото име на аеродромот Петровец да биде Александар Велики. Се чекаше потврда од владата на Никола Груевски, која само неколку месеци претходно ја презеде власта во Македонија. За тоа колку изненадувачки и неочекуван беше ваквиот потек, зборува и фактот дека истиот ден кога беше обелоденета намерата за преименување на аеродромот, тазе министерот за одбрана Лазе Еленовски беше во Атина. Таму се сретна со грчкиот колега Евангелос Меимаракис, тогаш на десна рака на премиерот Костас Караманлис. По средбата, Еленовски пред присутните новинари, меѓу кои бев и јас, изјави дека не верува оти проблемот со името ќе влијае на интеграцијата во НАТО и во Европската унија. При тоа не кажа ништо што не соодветствуваше со тогашната реалност, а тоа беше дека Грција не прави проблем за интегрирање на земјава во меѓународните организации под привременото име поранешна Југословенска република Македонија. Преименувањето на аеродромот не беше споменато ниту од Еленовски, ниту од неговите грчки домаќини. Но по само 3 недели на 27 декември 2006 владата на Груевски потврди дека аеродромот ќе се вика Александар Велики, што ја крена на нозе Грција. Уште не беа стигнати првичните реакции во Грција, кога во анализа на Бирн беше објавено дека преименувањето на аеродромот е само почеток на еден многу поамбициозен проект на владата на Груевски. Текстот открие дека власта планира да влезе во сеопфатна кампања на преименување се и се што, како предвесник, но на што подоцна ќе биде наречено процес на антиквизација. На официјална потврда на текстот не требаше да се чека многу. Веќе во првата половина на март 2007 пред зградата на владата осамна 8 скулптури, кои иако датира од римскиот период, власта и јавноста во Грција ги искористија како аргумент за, како што го нарекоа, узурпирање на историјата и продолжување на иредентизмот во Скопје. По само 15 дена нова бомба ги потресе релациите Скопје-Атина. Мнозинството во Советот на општина Центар ја поддржа иницијативата на советникот од ВМРО ДПМН Владимир Бахчовановски на централниот скопски плоштад да никне голем споменик на Александар Македонски. 3 настани во период од само 3 месеци. Преименување на аеродромот во декември 2006, односно јануари 2007, изложување скулптури пред владата во првата половина од март 2007 и одлука за поставување споменик на Александар Македонски во центарот на Скопје во втората половина од март истата година. По 3 месеци на почетокот на летото 2007 стигна првиот јавен официјален сигнал дека Грција ја менува политиката и дека нема да се согласи со зачленување на соседот во НАТО под привременото име. На редовниот брифинг во Атина, портпаролот на Грчкото министерство за надворешни работи Јоргос Кумуцакос беше затрупан од новинарски прашања на оваа тема. Дали Грција е врзана и посветена на повторените изјави на поранешниот министер Моливијатис, како и на вашите собствени, дека немаме проблем Скопје да напредува во пристапувањето кон НАТО под името ПР Македонија? Потезите на актуелната влада во Скопје јасно ја измени атмосферата. Одредени чекори на оваа влада во Скопје ја ставаат под знак прашалник привремената спогодба. Оваа изјава на Кумуцакос е првото јасно поврзување на потезите на владата во Скопје со промената на ставот на владата во Атина. Дека тие потези може да го загрозат зачленувањето на Македонија во алијансата, најави и тогашната американска амбасадорка во НАТО, Викторија Нуланд. Интервјуто на Нуланд временски коинцидира со предупредувачкиот брифинг на Кумуцакос од јуни 2007. Both sides there be efforts to make clear that history is history, that we want to live together well in the future. There have been some moves here in the last year that were considered provocative. So what we're hoping is that there can be some moves that indicate an open and positive spirit as well.
Внимателно формулираните јавни пораки на Нуланд за негативните ефекти од потезите на власта биле многу подиректни на средбите што во тоа време ги имале американските дипломати со владата на Груевски. Тоа го откриваат повеќе дипломатски депеши објавени од Wikileaks. Во оваа телеграма од 8 август 2007 подготвена од амбасадата на САД во Атина се констатира дека постапките на македонската влада со преименувањето на аеродромот не помогнале, дека грчките власти прават случај со една единствена порака, дека Скопје не го исполнува својот дел од привремената спогодба. Но клучниот дел од депешата е проценката од терен во Атина, дека Караманлис не блефира и дека е подготвен на вето. Така и беше 8 месеци подоцна. Με βέτο της Ελλάδος, η ΦΥΡΟΜ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Земја не ја довести за членство. Практично, Грција го искористи правото на блокирање на вето. Кој и зошто одготово направи вересија со приемот на Македонија во НАТО? Кој беше вистинскиот мотив на владата на Груевски за овие потези? Ова се прашања за сериозно истражување, најмалку во некоја докторска теза во иднина. Сега, точно 10 години по овие настани, Македонија и Грција се обидуваат да се вратат на почеток. Ако во 2007-та преименувањето на аеродромот се испречи на патот на земјава кон НАТО, сега во 2018-та преименувањето на аеродромот треба да го отвори тој пат. Сепак, ова е само почетно отворање за партија шах што ќе гледаме во следните недели и месеци. Партија во која и Реми може да биде победа.